Благодарам, председателке. Навистина ми причинува чест да присуствувам на една ваква седница на Комитетот за односи меѓу заедниците, посебно во еден ваков состав во кој што нормално само може да се слушнат убави работи, кои што на нас пратениците и како ни се важни, бидејќи сме представници на граѓаните, а во однос на одредени теми на вистина граѓаните, представниците од граѓанските организации, потоа тие што се инволвирани во процесите, на вистина се од огромно значење за нас како пратеници. Зедов збор пред се да искажам навистина голема благодарност до изнесените ставови, анализите кои што се направени на темата која што за нас е навистина многу значајна, говор на омраза како валута на национализам, особено институционалниот одговор во спречување на тој говор на омраза во ќе издвоам сегментот образование, од каде што и доаѓам, меѓутоа и како представник и како председател на Комисијата за образование, наука, спорт и млади, навистина ми причинува пред се задоволство да слушнам вакви предлози, вакви анализи. Бидејќи во голем дел од законите кои што ги носиме тука, како законодавен дом, меѓутоа и во делот што значи и надзорна улога на собранието, во делот на нашата надзорна улога како функционираат и како се справуваат институциите и во делот како ние ќе понудиме и законски решенија за да тие можат тоа да го прават, многу е важно искуството на луѓето кои што се директно поврзани со процесите. И особено овдека, дозволете ми да ги поздравам представниците на општините и на училиштата, бидејќи тие се тие кои што на крајот од денот ќе треба да во образовниот процес, воспитно-образовниот процес, јас ќе нагласам, бидејќи многу често забораваме да го изоставаме воспитанието како важна компонента во образовниот процес, тие ќе се справуваат и тие ќе делуваат врз основа на законите, врз основа на актите кои се носат, меѓутоа и одредбите и политиките кои што се креираат во, зборувам, образовни политики во образованието. Прво, како човек кој што доаѓа од образование и повеќе од 30 години ја следи работата во образовните институции, морам да ви искажам едно свое, да кажам, не разочарување, туку повеќе грижа на совест, што точно во образовниот процес ние често пати само ја имаме во предвид, ја занемаривме воспитната компонента, а имаме во предвид едукативната компонента, што за мене представува навистина голем хендикеп, бидејќи и во предучилишното образование, и во основното образование, и во средното образование, па и во високото, меѓутоа во овие првиве сегменти кога се гради личноста на учениците, на децата, ние воспитната компонента некако како да ја имавме во последните години занемарено и тоа доаѓа како одма контранапад на се она за што ние треба да се залагаме и говориме овдека. Пред се, воспитувани и едуцирани личности ќе знаат и ќе знаат да се оградат и да не користат говор на омраза, ќе знаат дека ако се почитуваат себе, треба да ги почитуваат и другите кои се различни од нив, и по вера, и по пол, и по нација, и се друго. Значи, вреднувајќи се себе, треба да ги вреднуваат и другите, а преку вреднувањето на другите ќе знаат да се вреднуваат и себе и општеството. И морам да ви кажам дека и во претходниот период, јас, например, ја прочитав една студија, анализа, која била поттикната од УНИЦЕФ во Македонија, во која што се анализирало точно национализмот, мултикултурализмот, се поставила диагноза на општеството, почнале да се имплементираат и да се креираат образовни политики, да се воведува мултикултурализмот во училиштата, да се слушаат невладините организации и нивните
апели како да се постапи, да се држат одредени семинари, средби, работилници за наставниот кадар, меѓутоа и за учениците во основно и средно образование. Меѓутоа, почитувани, јас ќе кажам од искуство како професор, вистина во Охридската гимназија немаме некој проблем. Меѓутоа, јас живеам блиску до училиштето Братство и единство, каде што учат деца од албанска, македонска и турска националност на 3 различни јазици. И викам, вие вистина сега добро функционирате, меѓутоа јас не сум задоволна. Знаете зошто? Затоа што учите во различни смени. Затоа што вие живеете едни покрај други, а едни со други се уште не сте покушале, не сте го направиле чекоро да живеете. Тогаш кога вие ќе учите во иста смена како што учевте до пред 2000-та година и кога заедно ќе си ги разменувате искуствата и кога навистина ќе имате почит едни према други, јас ќе кажам дека навистина сме направиле и во законската регулатива, и во институциите, во училиштата посебно, она што треба да се нарече клима која што ги третира сите еднакво и во која што постои почитување и мултикултурализам. Сега како пратеник и председател на Комисијата за образование, наука и спорт, овдека беше истакнато од еден од говорниците, мислам и дека вие бевте од коалицијата сега, ние навистина многу испочитувавме барања од невладините организации, посебно кога се носеа новите закони, особено ќе го истакнам во 2019 година Законот за основно образование, во кое што беа имплементирани многу барања од невладините организации, од Меѓаш и бев и на неколку работилници во кои што партиципираа и коалицијата сега, меѓутоа и одржавме јавна расправа и во тој закон мислам дека ние вградивме многу елементи кои што даваат можност во училиштата барем законски да се регулираат тие заеднички односи, да се гради за децата од основното образование еднакво општество за сите кои што го заслужуваме. Посебно ме радува фактот што во тој закон, знаете дека имаме вградено и повеќе пати, во повеќе членови нагласуваме воспитно образовен процес. Затоа што воспитанието е подеднакво важно колку и едукацијата. Пак ќе нагласам, тоа е многу значајна карика во градењето на една личност. Она што е важно, ние како парламент, како комисија, немаме директно влијание во креирањето на концептот на образование, на донесување на наставните планови програми кои што се итекако важни во градењето на вакви односи, во градењето на личности кои што не ги мразат другите, кои што не користат говор на омраза, кои што ги почитуваат сите, почитувајќи се себе, ги почитуваат другите. Меѓутоа, како надзорна компонента, може ние да се огледаме во однос на некои промени во концепти, во донесени наставни планови и програми кои што се под ингеренциите на министерот и Бирото за развој на образование, да продискутираме и да отвориме одредени теми. Меѓутоа, исто така, немаме и директен контакт оцен во законодавниот дел во градењето на закони за учебници и посебни помагала. Ние можеме и тука некои ваши сугестии да ги вградиме во измени на законите за учебници и наставни помагала. Меѓутоа, за содржините секако дека имаме дефинирано дека постои Национална комисија за учебници и тука мора навистина со големо внимание да се проследуваат содржините кои што се по различните предмети внесени во учебниците. И посебно би нагласила важноста на стручните служби во училиштата, бидејќи мислам дека тие го носат и најголемиот терет во делот на справување со вакви девијантни појави како што се меѓуетнички конфликти во училиштата, потоа говор на омраза, секакви девијантни појави кои што се поврзани со нетрпеливост помеѓу учениците. Но важно од
од целава оваа работа, покрај тоа што можеме ние како законодавен дом да го направиме во спречување или институционална борба против говорот на омраза, посебно во делот образование, ние само да апелираме дека многу е важно во училиштата какви наставници и стручни соработници ја обавуваат најблагородната работа во идејност во училиштата. Какви наставници, какви стручни соработници пренесуваат знаења и воспитание на учениците. Јас велам, и јас како информатичар можам во делот од 45 минутен час 5 минути да издвојам за воспитната компонента и да им покажам на децата преку одреден пример од сферата на информатиката, како треба или како не треба да се применуваат одредени работи кои би поттикнале нетрпеливост, посебно говор на омраза. Спомнавте овдека повеќе за сајбер насилството. Знам дека е изразено по социјалните мрежи и тоа е некој феномен кој што не се случува само помеѓу учениците, туку и помеѓу возрастните. И тука навистина општеството треба да се справува со обмислени, анализирани инструменти. Меѓутоа, јас овдека морам да ви нагласам, бидејќи беше спомнато дека е засилено во последните 10 години насилството помеѓу врсниците, јас пак имам други некои информации, не знам дали сум во право, дека се намалени физичките пресметки помеѓу учениците по национална основа во училиштата. Се релаксирани односите помеѓу и колегите и учениците, ама се уште работат паралелно во различни смени. И тука ќе мора да сработиме добро и како општество и како институции, навистина тоа да премине и во живење едни со други, а не едни покрај други. Во секој случај многу ми беа важни сиве ваши ови излагања. Во однос на донесувањето на идните закони или измени во законите кои што се од сферата која што Комисијата за образование всушност и има свој домен, ево би напоменала систем и организирање на предучилишно воспитување и образование, основно, средно и високо образование, правото на настава на јазиците на заедниците во областа на воспитанието и образованието, образование на младите, ученикот и студентскиот стандард, поттикнување на интелектуално, културно и научно творештво на младите, воспитување и воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот. Ние ви сме на располагање. Секоја сугестија кога ќе биде предложен одреден закон, впрочем и би ве поканале соодветно да ни помогнете на одредена ево ваква една расправа, да можеме да помогнеме и да придонесеме нешто повеќе во однос на таа заедничка борба институционална во справување со говорот на омраза, посебно кој што поттикнат од национализам. Ви благодарам, ми беше чест што навистина ви собратив и што ве сослушав. Благодарам. Благодарам. Фјалка депутети Бедри. Има пратеникот Бедри Фалски.